Додека Honda ја ограничува својата понуда во Европа, активно ја проширува преку Атлантикот. Најновиот адут доаѓа под ознаките на Acura и представува вистинско освежување на пазарот. Се работи за TLX, кој во својата втора генерација настапува како независен модел, неповрзан со останатите од портфолиото. Иако со големина колку BMW од серијата 3, тој по прекинувањето на производството на Acura RLX кај нас, некогаш позната како Honda Legend, се поставува на врвот на гамата. Затоа и му е наменета посебна технолошка, доста напредна платформа, која вклучува софистициран систем за погон на сите 4 тркала. За силата ќе се грижат дво- и тролитарски турбомотори со 272 и 290 конски сили, спарени со 10 степена автоматика. Изгледот му кокетира со класата бизнис автомобили, заради што е воздржано возбудлив, но тоа ќе се смени со доаѓањето на Type S верзијата, која со својата диамантска маска и аеродинамичните додатоци ќе предизвика спортски чувства. Купеовски спуштениот заден дел ќе помогне во тоа, а внатрешноста повеќе или помалку ќе го задржи технопристапот. Поради модерните додатоци, свежина ќе дава и изборот на бои и материјали. Acura TLX ќе се произведува во Охајо, а на пазарот ќе пристигне есенва со цени над $30,000. Honda во Америка лани продаде 1.600.000 возила, од кои 10% под ознаките на Acura. Истовремено во Европа беа пласирани само 123.000 возила.